Желбата реализирана. Вестниците од Скок, твоето богатство, нашето богатство. Сега, тука, на Мирокрасовски. Така е. Добър ден, среќен ден, да додовте во новото студио на продукција Скок. Овде сме, продолжуваме повторно со вас во малку видоизменет амбиент. Она што е традиција од минатиот век, она што е врсник на државата, ова сето што го гледате е сушност, посебно се однесува на неделникот, зачетокот, односно осамостојувањето на Република Македонија како независна, самостојна спортска држава. Овде ги имаме составите на Олимпискиот состав од 1992 година, го имаме шаховскиот состав од Олимпијадата 1996 година во Ереван, го имаме нашиот сребрен европски првак Зоран Шоров, имаме насловната страница на Скок. Вака го пуша да кажем, се имаме, нема нешто. Наташа Мешковска, Гордана Нацева, Зоран Бошковски, Чоко, Знаете Арсен што? Паповски. Знаете ли што имаме? Имаме Вардар шампион, имаме Ковето Ѓорче Петров, Европски шампион. Имаме Интера Кастратович, спортист на Македонија, нема некој што не се сеќа на тоа. Значи, имаме многу работи што имаме. Имаме и нова камера, камери, ново звучување, имаме многу нешта имаме. Тургутов, Да. нека не се среди. И еден атрактивен наслов, не сакам да играм во приватна репрезентација. Зборуваме за фудбалската репрезентација кој ден денес е на истиот тапет. Да го прочитам датумот 27 септември 2001 година. Пред 23 години на насlovна страница на Скок. Не сакам да играм во приватна фудбалска репрезентација. Тоа и сега го има нешто и тоа е актуелно. Ве поздравуваме, ви се најавуваме од новото студио на Скок. Тука ги имаме и постерите, иако немаме толку многу место за постерите и за све, затоа што имаме многу фотографии ексклузивни, со лични фотографии снимани, тие ќе ги видите. Поентата е, продолжуваме во новото студио на Скок, може да напасуваме.
Добар ден и среќен ден, спортска или фудбалска Македонија. Овде сме со новото студио на Скок, она што го најавивме, Тивко го промовиравме и кое гледачите на YouTube каналот Доргутов го веќе го знаат. Почнуваме со што ако не со фудбалска тема, она што е топ, топ тема во овие крајни мајски денови, 31 мај, 1 јуни, кога се игра и финалето на Лигата шампионите, кога има фудбалски репрезентации и кога Вардар остана во првата лига е секако топ тема и повеќе од топ тема. Кој ќе го купи Вардар? Кој е новиот газда на Вардар? Кој ќе има можност, право да управува со клубот на народот, а во интерес на народот, во интерес на навивачите и во интерес на еден голем силен Вардар? Одиме во продолжение на емисијата. Минатата година имавме емисија, невозможна мисија на најверните навивачи на Вардар, комитите. Мисијата беше исполнета, Вардар влезе лани во првата лига. Годинава истите тие момчиња, истите тие огнени Вардарови души го издржаа овој прволигашки пекол и успеа да го остават Вардар во првата лига. Зборуваме за еден раритет, зборуваме за нешто што во светски фудбалски рамки, посебно во елитните конкуренции, тешко се памти, тешко се бележи и најмногу хронологиите не можат да најдат пример каде што навивачите издржале 2 години да го потпрат клубот, да го финансират и да застане на здрави нозе. Но, секогаш сме зборувале, големата слика на Вардар е нешто друго. Вардаровите амбиции, Вардаровиот црвено-црн мозаик мора да се полни понатаму со камчиња кои ќе носат трофеи. Во таа насока, оградувајќи се од моето партиципирање, од мојата учество, од моето дејство како официјален портпарол на клубот, на повик на овие изморедни Вардарови навивачи и еден колективен орган на Вардар кој успеа да издржи оваа голгота, морам да се оградам дека овие информации кои сега ги пласирам се информации кои сум ги добил како Мијалче Доргутов, како човек спортски слободен новинар, како некој продуцент на YouTube канал. Не зборуваме дека информациите стигнуваат од овие дечки, од овие момчиња, од овие луѓе кои крвареа за Вардар и кои издржаа до крај Вардар да остане во првата лига. Нема ништо ново да кажам ако споменам дека има заинтересирани луѓе да го купат Вардар, во буквална смисла на зборот, да се направи тој трансфер на акциите преку берзата на акции, општо познато и добро познато е дека комитите, веде раководството на Вардар, успеа тие акции да ги преземе уште некаде пред една година, кога Вардар се бореше за целата оваа работа, кога се бараше таа лиценца за настап во првата лига. Сето тоа е апсолутно под контрола на веде раководството, така што и тоа е информација која полека оди и се лиферува на сите оние кои се заинтересирани за преземањето или купувањето на Вардар. Во таа насока информациите велат дека има и внатрешни фактори, внатрешни фирми, внатрешни предпријатија, посебно луѓе финансиски мокни и на некој начин поплитко подлабоко или ептен длабоко навлезени во фудбалските води, не само на просторите на поранешна Југославија, на Балканот, туку и пошироко на Европа. Вардар е интересен, иако е оставен така на ветрометина. Секогаш се знае дека неговите амбиции, неговата цена, влегувањето во Вардар не може да биде влегување ради реда, да се каже, или да си има некој клуб. Конкретно оно што продукција Скок, независно од Вардаровото раководство, независно од луѓето кои на некој начин се до Вардар велат дека има бизнисмени од истокот, од источна земја, близо пријател на Македонија, каде што веќе се направени првичните контакти и првичното скенирање на Вардар и каде што комитите успеа тој рейтинг на Вардар почнувајќи од имотно-правни односи, дури од финансиската ситуација,
да ја прикажат сега на потенцијалните инвеститори во далеку посветло издание. Вардар нема направено нови долгови во текот на прволигашката сезона. Фудбалерите се исплатени до последниот месец, заклучувајќи го месецот пред да се одигра баражот. Нема направено натрупување нови долгови со оние средства кои беа легнати на Сдруженијето на граѓани Комити, што е легална работа. Вардар ја истера оваа спортска година, ја истера предводен од капитените Гачевски, Глишич и веќе подолго време повредениот Дарко Мицески, начело со Горас Михилов на стручниот штаб и спортскиот директор Владко Колев. Да не зборуваме за Милорад Миленковски, Мики, Владко Серафимов, Мартин Серафимов и ред други комити кои беа дел од тоа актуелно раководство и секако носа заслуга. Ситуацијата е многу чиста во овој момент. Вардар нема долгови, стариот долг наследен од поранешниот собственик е исто така условно намален, бидејќи управата за јавни приходи излезе со официјална информација дека долгот е 800.000 евра, а веќе имавме емисија за тој долг како може многу брзо да се намали и во продолжение во некои сегменти ќе зборуваме точно на таа тема поврзана со потенцијалните инвеститори кои веќе се во Македонија, морам тоа да го откриам, и кои полека со овие кои на некој начин им помогнаа на Вардар за да стигне до првата лига. Зборуваме за единиците на локални самоуправи, па дури зборуваме за трансферот на власта, на централната власт која дуправа ќе стои, а од каде што му се дува на Вардар во грб и има апсолутна поддршка. За тоа нешто повеќе во продолжение. Фудбалските луѓе кои полека чукнуваат на Вардаровата порта да се отвори околу тие евентуални преговори, веќе подолго време се во Македонија и имале начелни преговори со одредени други фудбалски клубови во Македонија, кои исто така ги знам, дури луѓето кои преговарале со нив. Меѓутоа во ова време кога се кове железото, сепак ќе бидеме малку тивки околу имињата на фудбалските клубови и луѓето кои разговарале да бидат нивните клубови преземени од истите луѓе. Одговорот бил дека нивниот предизвик е многу поголем, дека Вардар е единствениот фудбалски бренд каде што ќе загризат, иако буџетот на Вардар, например, за буџетот на фудбалски клуб Скопје второлигаш е 10 пати поголем, или да речеме на Македонија Ѓорче Петров е 5 пати поголем и треба да биде. Тие разговори на овие луѓе одат во насока дека Вардар ќе биде купен, дека долгот ќе се намали преку оние акции кои веќе веде раководството ги презема, а каде што сега апсолутно веќе е најавена отворена поддршка од страна на управата за јавни приходи за анулирање на поголем дел од долгот, секако со тие законски мерки, алатки и регулативи во однос на платите, придонесите на сето она што поранешното раководство на Вардар го дужија останало како долг на клубот, за да може да се одблокира таа сметка. Зборуваме за долгот на јавното предпријатие за стопанисување и управување со градскиот стадион, односно популарниот ПУИК, каде што е отворена вратата за новото раководство и каде што апсолутно има поддршка и ветер во грб за Вардар. Евидентно е продукција ској го најавува тоа, Вардар ќе игра на градскиот стадион, ќе игра во својот дом, со компензација, со плаќање на фактурите или со некој джентлменски договор каде што Вардар ќе ги понуди услугите на јавното предпријатие, а јавното предпријатие ќе му врати на Вардар со она што може, тоа е ирелевантно. Зборуваме и за подтрибински простор на градскиот стадион на Вардар, каде што има можност конечно Вардар да се среди, да ги намести коцките и ова мини администрација која му остана верна на клубот начело со секретарот Никола Коко Стојановски, да може полека да ги мести тие административни коцки на Вардар, да се добива таа лиценца, да стигнуваат финансиските извештаи и да се оди напред. Она што е за долгот 2 милиона евра, 1,5 милион евра минус 800.000 од УЈП или минус долгот од ПУИК, сега не би оделе со детални бројки, меѓутоа луѓето кои
кои сака да го преземат Вардар, го ставаат тоа на прво место дека апсолутно треба да биде анулирано. Односно Вардар мора да биде преземен чист, да се деблокира, да се отвори сметката и да се престане еднаш со тие шпекулации дека Вардар е се уште мал клуб. На Вардар му е потребна големата слика. Големата слика без градскиот стадион, без преземање на хиподром, каде што исто така имаме една многу чиста полна ситуација, еден апсолутно ветер во грб, кога е во прашање на Вардар за регулирање тоа јавно и приватно партнерство, каде што раководството на Вардар, да видиме како ќе биде и што ќе биде, ќе ги земе клучевите од хиподроми и ќе едноставно ќе го понуди на новите газди на фудбалскиот клуб Вардар. Останува за решавање најгорливиот проблем кој во првата фаза и инвеститорите, потенцијалните инвеститори, зборуваме за оние од надвор, се делумно запознати со ситуацијата околу поранешното помошно игралиште на Вардар, но и тука има решение, но за тоа во некоја друга емисија, а не денес. Денес малку и за спортскиот дел, малку и за она што не очекува многу брзо кога е Вардар во прашање. За реализацијата на луѓето од надвор, од странство, кои доаѓаат и кои се максимално сериозно заинтересирани за Вардар, секи биде ставен на начин ќе се знае за 2 до 3 недели, да речеме некој дедлайн, крајен рок околу 20 јуни. Но, во исто време останува отворено прашањето и за луѓето кои однатре притискаат, на некој начин лобираат и сакаат да влезат во Вардар. Има доста такви луѓе, познати повеќе или помалку. Еден од нив, за кој официјално дознаваме дека е заинтересиран во Вардар, еден познат новинар, шоумен, пурамен, сигурно знаете за кого зборувам, и во таа работа нема ништо лошо што некој сака да влезе или сериозно заинтересиран за тоа, меѓутоа секој треба да биде свесен за својот имидж, за својата етика, за својот авторитет, а најмногу за она дали е омилен кај вардаровите навивачи, дали таа грамада вардарова публика го сака и на крај на краевите, дали актуелните веде раководители кои ги имаат акциите на клубот и кои на некој начин сакаат да направат трансфер, се расположени да ги дадат на било кој после 2 годишно крварење од сите аспекти. Така што околу ова заинтересираност на пурамен останувам воздржан, како и кон секоја друга, но во секој случај сето тоа многу тешко ќе оди кога е во прашање реализацијата на терен. Околу новитетите, интересно е дека очигледно со промените во Вардар, со овие промени кои ќе следуваат во фудбалскиот клуб Вардар, ќе има промени во Фудбалската федерација на Македонија. На некој начин, луѓето таму сватеа дека Вардар им е потребен и во лига, и околу нив, и во структурите на федерацијата, да не речем од сите аспекти. Така што на актуелниот председател Муамед Сејдини, искрено мислам дека деновите мандатот, рокот некако му тече брзо наназад и сето тоа многу брзо ќе се ефектуира со водено собрание, евидентен кандидат, она што продукција Скок дознава од своји извори, она што го брифираме со луѓето кои го следат нашиот YouTube канал, кои на некој начин не поддржувате, кои сакаат, станува збор за еден поранешен, успешен фудбалер на Балкан, Слободјано магнати Вардар, познат бизнисмен и успешен транспортер. На некој начин човек кој го сака фудбалот и кој бил во фудбалските структури, кој не е извалкан и кој пред многу години беше принуден, да не речем уценет, да се тргне од кандидатурата за прв човек на македонскиот фудбал. Ако не знаете кој е, ќе слушате во наредната емисија за неколку дена. Да завршиме како што почнуваме. Односно во новото студио на продукција Скок, плановите беа да почнеме првата емисија со гости во студио, со разговор, со дебати и тоа ќе следува, но ете и на овој начин го промовираме студиото, одиме
многу брзо со наредната емисија, а една од дебатите кои сакам да ја најаваме со две познати вардарови фудбалски имиња од легенди во вистинска смисла на зборот и по бројот на одиграните надпревари за Вардар и по стажот и по името и по презимето. Ќе бидат први гости, ќе зборуваме за големата слика на фудбалски Вардар, на фудбалскиот клуб Вардар. Ќе одиме и со други гости кои ги имате зад мојот грб, кои овде на сликите се многу помлади, кои сега се повозрастни и малку поостарени, кои веќе го потврдиле учеството во дебатните емисии на продукција Скок. Ги кажавме во воведот, нема да ги повторуваме. Ќе имаме многу разговори, многу гостувања, многу интересни теми. Остануваме со вас, следете не, поддржете не, претплатете се. Бесплатно е сето тоа, со тоа давате вашата поддршка на YouTube каналот Доргутови, а ние ви враќаме со продуцирање на емисии и од нашето ново студио, и од терен, она што продукција Скок досега го покажа, и секако остануваме на спортските надпревари со јавување од лице место, од живи настани. Довидување до скоро.